Град Скопје и градоначалничката Даниела Арсовска веднаш да реагираат и да ги спречат незаконските активности на директорот на Скопски водовод Маријанчо Митовски, зашто како што велат од Сојузот на синдикати, неговата лоша психичка состојба можело сериозно да влијае врз вработените. Тие веќе подолг период бараат средба со градоначалничката на Скопје, но попусто. Маријанчо Митовски има диагноза F47.2, односно мешано анкциозно и депресивно раствојство. Дополнително е наведено во извештајот дека има конфликт на состојба на работа. Напнат, вознемирен, со лоши мисли. Веде директорот Маријанчо Митовски да биде разрешен. Председателот на ССМ Дарко Димовски рече дека ако дојде до штрајк, јасно е на кој начин ќе се изведува, односно вработените ќе одат на своите работни места, но нема да ги извршуваат работните задачи. Одлуката за штрајк прво ќе оди на гласање, а потоа ќе достават и документ по кој ќе почнат постапки за медијација која ќе трае 10 дена. Штрајкот е јасен, ќе се одвива на нашите работни места со неизвршување на работните задачи во работното време. Јас верувам дека нема тоа да се случи. Градоначалничката Арсовска треба да биде достапна пред за нас како граѓани и работници, да седнеме на маса, да го увиде она што го кажуваме. Доколку и тоа не се случи, ние ќе бараме заштита од државата, од институциите, од надлежни инспекции, како од Министерството за внатрешни работи. Според синдикатот во водовод не постоеле работници кои не доаѓале на работа, но откако директорот Митовски почнал да ги прераспределува вработените, хидроинженерите останале без работните задачи. Инаку недоразбирањата настана откако градоначалничката го обвини екс-директорот на водовод Златко Перински за нетранспарентност во постапката за изградба на пречистителна станица, а потоа тој ја обвини за вршење влијание во текот на постапката. Потоа лонецот зовре откако Даниела Арсовска постави нови директори на јавни функции.